таленти гостуваа во детска соба, особено од областа на актерството. Па денес ќе ве запознаеме со уште еден млад актер. Актер кој од мали нозе ја воодушевува тетовската публика. Толку мал, а со толкаво големо искуство. Актер чија што големина ја докажуваат многобројните громогласни ракоплескања на публиката, но и неговата скромност и сигурност во она што го работи. Марко Ристовски. Здраво, Ева! Сакам да ти се заблагодарам што ме покани на емисијата. Здраво, Марко, и добре дојде во нашата емисија. Актерството е тоа што го работиш со голема љубов. Кога почна да се занимаваш со него и што е тоа што те привлече? Има ли тука некоја скриена приказна? Уште кога бев мал, често гледав филмови и потоа одма ги емитирав. Но и често гледав детски представи и сонот ми беше еден ден да станам еден од нив. И кога слушнав од радиото дека детечката театарска трупа прима нови членови, ја натерав мајка ми да ме запише. И еве, до сега сум играл во 8 представи и идем на драмско 4 години. Доста представи, но и впечатливи улоги. Може ли да ни кажеш која е твојата омилена театарска представа и во која улога најдобро се пронајде себе си? Па и сите представи ми се драги, но најомилена представа ми беше последната, Зоро. А најмногу се пронајдов себе си во ликот Тристан во представата од Трња до звезди, затоа што треба да се бориме ако сакаме нешто да постигнеме. Освен во театарски представи, имаш глумено и во краткометражни филмови. За кои филмови станува збор и колку награди имаш освоено? Да, тоа е точно. Сум глумел и во филмови. До сега сум глумел во 3. Првиот филм се викаше Кошмар во Сино, втор беше режиран од Ана Андонов. Вториот филм се викаше Супермаркет, беше режиран од Ханис Багашов и Мирјана Јосифовска. И третиот филм беше режиран од Игор Томески. Сме освоиле и во Супермаркет сме освоиле златна медаља во Букурешт на фестивалот Млади таленти. Марко, кој е твојот омилен филм, актер и зошто? Ајде да им откриеме на гледачите. Па јас сум гледал многу филмови, но во последно време ме интересираат филмовите на Чарли Чаплин и некој како за актер. Затоа што порано филмовите биле неми и он постигнал голем успех. Покрај актерството, имаш ли некое друго хоби кој исто така ти исполнува? Моје хоби е да зборам англиски. Знаем дека ова не личи кај вистинско хоби, но јас идам да учам англиски во Пегасус до сега 4 години. Кои се твоите планови за воиднина? Иако си се уште многу млад, досепак ќе те прашам. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Па јас ќе останам во летечката театарска трупа, но потоа знаем дека сега ова што ќе кажам може е замислено нереално, но јас сакам да станем кога ќе пораснам актерска звезда која живее во Њујорк. За да ја збогатиме уште повеќе детска соба, на крајот на оваа рубрика ќе погледнеме еден скеч кој ни го подготви нашиот мал, но сепак голем актер. Tom? Yes, teacher. Can you tell me a name of an animal that starts with the letter E? Elephant. Very good. Now, can you tell me a name of an animal that starts with the letter T? 2 elephants. Oh. Can you tell me a name of an animal that starts with the letter T? 10 elephants. Oh, okay. Can you tell me a name of an animal that starts with the letter M?